Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Мојата денешна тема гласи: има ли вонземјани? Има ли други суштества надвор од оваа планета? Пред извесно време, додека чекав, едно радио даваше извештај за НЛО, односно, дека со сигурност имало вонземјани, само вешто се криело тоа од народот. Некој експерт за летала од сите видови, кога го здогледал тоа летало над една сојузна држава во Америка, веднаш забележал дека станува збор за непознато летало кое не припаѓа од овој свет. Тој бил толку експерт, што можел сите летала, сите авиони или било што, да може да ги препознае. Но тоа што го видел, со сигурност знаел дека не станува збор за овоземно летало. Само не му било јасно во што е проблемот, што не се обелоденува за овие интелигентни суштества, кои ни летаат над главата. Очигледно е, велат тие, дека не ни мислаат лошо. Со децении се над главата наша и никогаш немало некоја лоша намера кај нив. Да имаат тие лоша намера, тоа ќе се знаеше досега, така велат тие. Вонземјаните по се изгледа се и наши пријатели. Тоа мора да го обелоденат оние кои веќе со сигурно знаат дека постојат. И така, човештвото си додаде, јас би рекол, уште една нова религија наречена вонземјани. Ги има ли и каде се ако ги има? Како ќе го објасниме теолошки нивното постоење или непостоење? Изразот вонземјани значи прифаќање на суштества кои имаат морални својства, избор, интелект и чувства. Луѓето на самиот почеток, кога се впуштија во потрага по вонземјани, ги исклучија сите други планети освен Марс, сметајќи дека таму има живот и суштества кои се надвор од оваа планета. За Месечината и Јупитер имаат мислење дека сепак е можно да има живот, но тие не се сигурни како што се сигурни за Марс. Сега ете и Кина се впушти во потрага за живот на другите планети. Пред некој ден потврди дека имале можност со своите летала да го достигнат Марс за истражување. Америка во 1967 година испратила 2 вселенски летала на Марс. Леталата имале способност да го истражуваат црвеното тло и да донесат заклучок дека таму постојат услови за живот. Но, како што се вели во нивниот извештај, таму не нашле ништо. Ги истражували и не нашле знаци на постоење на живот. Астрономите постојано откриваат некои нови планети во далечниот соларен систем. Некои сугерираат дека од постоењето на толкав голем број планети мора да постои некаде живот. Така се верува, така си создаваат религија на свој начин, но засега факт е, велат тие, дека никаде не сме нашле знаци на постоење на некаков живот. Проблемот на оние еволуционистите е да докаже дека животот сепак некаде еволуирал и со тоа сакаат да ја докажат својата теорија за еволуција. Досега нема ниту еден доказ кој укажува за постоење на живот на други планети. Тие постојат како планети, но нема услови за некоја човечка или друга раса на постоење. И така, по се изгледа, тоа е уште една добра измама на сатаната, кој сака во секој век и на секоја генерација да ги пласира неговите измами. А знаеме, тој е голем измамник. Што вели Библијата за тоа? Што вели Светото писмо за ова нешто? Прво, земјата и човештвото се посебни во Божјото создавање. Во првата глава од првата книга Мојсеева или Битие се зборува дека Бог ја создаде земјата. Ги создаде сите планети, создаде се. Во Дела на апостолите, 17 глава, апостолот Павле
го вели следново. Бог кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот на сите им дава живот, здив и се. Тој исто така направи целиот човечки род да потекнува од еден човек, тој Адам, и да се насели по лицето на целата земја. Откако им определи одредени времењи и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бог, не били го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеко од ниеден од нас. Откако Бог го создаде човекот, човештвото, тој беше безгрешен, без грев и се вели дека се беше добро. Зошто беше се добро? Затоа што немаше грев. Но, кога првиот човек Адам сгреши, направи престап заедно со Ева, заедно со него во развојот на неговото потомство, падна и целото човештво. Со паѓањето на човекот си навлече врз себе големи проблеми, проклетства, болести и смрт. Иако животните немаа личен грев и не се создадени според Божиот лик или да имаат морални својства како човекот, но и покрај тоа тие заедно со човекот страдаат, како што е запишено во Римјаните 8 глава, 19 до 22 стих. Апостолот Павле за ова нешто ќе рече вака: зашто сето создание со нетрпеливост или со нетрпелив копнеш го очекува откривањето на Божите синови. Имено, созданието и беше подчинето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го подчини, во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето. Кога? Во слободата на славата на Божите деца. Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маки досега. Исус Христос умре за да ја отстрани казната што ја заслужуваме за нашиот грев. Кога тој ќе се врати, односно кога ќе дојде повторно од небото во голема сила и слава, тој ќе отстрани многу аспекти на проклетството, што ни се наметнаа преку Адам, како што е запишено во Откровение 21 глава. Забележете дека во Римјаните 8 глава се наведува дека целото создание со нетрпение го очекува овој момент на ослободување. Исто така, важно е да се напомене дека Исус дојде на оваа земја да умре за човештвото и дека умре само еднаш за сите луѓе. Тоа е запишено во Евреите 7 глава, 9 глава, 10 глава. Оваа вистина не укажува дека Бог ги создаде земјата и човештвото уникатни и посебни. Целата креација или создавање страда како резултат на паѓањето на човекот во грев. Исус Христос дојде на земјата да ја плати цената за нашите гревови. Не само што верниците ќе бидат ослободени, туку и целото создание, како што вели Павле, ќе биде ослободено од тоа проклетство. Под зборот целото создание се мисли на севкупниот начин на постоење на се што Бог создал, и на овој свет, и надвор од овој свет. Ако страда целата креација, целото создание, тоа значи дека ќе страда и секој живот кој е вон оваа земја. И во таков случај, доколку има морални, поинтелигентни суштества вонземјани на други планети, тогаш и тие страдаат, и тие ќе ја доживеат смртта, откако ќе се случи големата катастрофа за која зборува апостол Петар во своето второ послание или писмо. Тој вели: а Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихии ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се на неја. Ова е запишено во 2 Петрово писмо, 3 глава, 10 стих. А доколку
тие никогаш не сгрешиле, за вонземјаните, како што ги велиме, тогаш Бог би бил неправеден да ги казни. Но ако тие сгрешиле, Христос умре само еднаш за оние што се на земјата, а не на другите планети кои ние не ги знаеме, бидејќи ние сме потомци на Адам. Ако тие имаат грев, кој не е поврзан со Адамовиот грев, тогаш таквите суштества не треба да бидат казнети со уништување на целиот универзум или целата Вселена. Библијата не ни дава причина да веруваме дека постои живот на некое друго место во универзумот или во Вселената. Ние не можеме да се потпираме на некој во Мексико дека видел нешто, или во Америка, или на Балканот, па го снимил летечкиот објект и сега треба сите да му веруваме. Снимката да му ја сметаме за веродостојна и така натаму. Вакви нешта, почитувани, никогаш нема да ги земам за веродостојни. И плюс тоа, вонземјаните, како што ги прикажуваат со големи глави, очи, покажува дека човекот е секогаш склон да насликува такви слики, како што веќе ни се познати во нашата култура. Чувајте се од новата религија наречена вонземјани. На човештвото сега му остана да се занимава со вонземјани. Ако човекот престане да се занимава со такви нешта, ќе треба да умре од досада. Тоа го одржува да не му е досадно, живејќи без Бог и правејќи си своја религија на свој начин како што му одговара, како што направие оние кои не го познаваат Бог. Слики на секаде, па сега и на вонземјани. Нека Господ ве чува од вакви нешта. Амин.